Драги Змијанац, Неџоши е организација невладина која се концентрираше на децата. Станавте, да речем, на оден начин култна невладина организација во момент кога го кренавте гласот и за оваа девијација општествена, социјална, парапсихолошка или психолошка, како сакате. Кој ви се јавува? Како вие ја детектирате педофилијата? Се потрудив овие денови малку да пребарувам низ податоците што првата детска амбасада во светот ги има и преку СОС телефонот, советувалиштето и преку правната служба. И морам да потсетам само дека овој проблем го третирам уште од 96-та, кога за прв пат го обзнанивме случајот Коле Неделковски сексуална злоупотреба страна наставникот по музичко, каде што за среќа тогаш наставничката ги охрабри децата да говорат за овој проблем, а родителите беа тие што заедно со нив ја покренавме оваа акција. И се сеќавам дека успеавме децата да не бидат ставени во судската расправа, да бидат дополнително малтретирани, да бидат земени како сведоци, туку нивните изјави со невропсихијатрите и психијатрите од клиника за деца и млади и мислењето на стручни лица беа земени предвид и предвид беа земени изјавите на родителите. Беше казнат наставникот на 3 години, ние инсистиравме казната да се покачи на 5 години и инсистираме сите такви случаи на злоупотреба на децата од страна на најблиските, родителите, наставниците и така натаму, посебно наставниот кадар да не биде вклучен повторно во воспитно-образовниот процес. Податоците говорат дека од 1999 до 2005 година имаме 21 случаи, а од 283 надписи во печат 47 се поврзани со случаи за сексуална злоупотреба на деца. Најчести случаи се самите родители ги подведуваат своите деца, значи знаат и го одобруваат проституирањето, односно сексуалната злоупотреба од страна на непознати лица, сексуалната злоупотреба. Контакти со такви родители? Еве, се случува и со познаници од најблиските од родителите, се случува од страна на малолетници во местото на живење, постари малолетници со помали, и инцест од страна на татко, очов или мајка. Што е мотивот?